Благодарам, подпредседател на Собранието, почитуван премиера, почитувани министри, заменици, почитувани колешки колеги, тендерувар колеги. Почитувани колешки и колеги, првично, дозволете ми да ви честитам празникот Курбан Бајрам и да ви посакам секое добро на вас и тие што слават. Ке поставам 3 пратенички прашања. Првите 2 пратенички прашања ми беа наменети за Министерката за финансии, како редовни пратенички прашања. За жал, како и во вторникот, кога зборувавме за задолжувањето и денеска, Министерката не е присутна, но веројатно тоа е неизина одлука дали на пратенички прашања ќе се појавува. Но сакам да подсетам дека присуството на министрите, особено за министр за финансии пред пратениците, не е прашање на добра лична волја, туку основна демократска должност. Затоа што во изминатите денови расправавме за задолжување од 260 милиони евра и за фискална стратегија 2027-2031 година, документи што ја определуваат фискалната иднина на државата, а јавноста добиваше за жал само преку неизини Facebook статуси одредени објаснувања, наместо преку директна институционална одговорност овде во Собранието. И овде сакам да давам една вредностна политичка оценка на која за жал владата не е сензибилизирана. Секој едно задолжување е обврска преземена во име на граѓаните. Товар врз идните буџети и тест за тоа дали власта ја разбира демократијата како отчетност и кога владата носи одлуки за стотици милиони евра, а Собранието го третира како последна станица на веќе донесени одлуки, тогаш проблемот не е само финансиски, туку и демократски. И затоа почитувам министерки или заменик министер, очекувам денес да добијам одговор од ваша страна со кој граѓаните ќе може да ја погледнат вистината за должничката архитектура што се гради. Во таа архитектура вашата партија успеа да вгради нови 260 милиони евра, нето задолжување, но вашите амбиции за нови задолжувања за жал не завршуваат овде. Не кажавте овде во Собранието, но на Facebook напишавте дека оваа година за отплата на еврообврзницата од 700 милиони евра, дека половина од оваа обврска веќе е платена, а остатокот ќе биде сервисиран во јуни 2026. Без при тоа да откриете или пак да кажете како ќе објасните, дали владата во јуни подготвува ново задолжување од околу 350 милиони евра за остатокот од еврообврзницата и на кој начин планира да се обезбеди тој износ. И ова најавено задолжување од ваша страна треба да се гледа во целокупниот контекст на долгот. Во декември 2023 година јавниот долг беше околу 8,5 милиарди евра. Денес, според бројките што ги дискутиравме во Собранието, долгот се движи на околу 10,8 милиарди евра, без новиот заем од 260 милиони. Со него, приближно 11,1 милиарда евра. Ако на тоа се додаде можната нова должничка епизода од околу 350 милиони евра во јуни, јавниот долг би се движил кон 11,4. Но тука сметам дека не завршува. Има информации дека јавното предпријатие за државни патишта преговара за нови околу 300 милиони евра. Паралелно се споменуваат разговори за уште 1 милиарда задолжување со земја членка на НАТО, а доспеаните и неплатени обврски се движат околу 700 милиони евра кон стопанството. Дел од овие обврски може би формално не се евидентираат како јавен долг според истата методологија, но економски тие се реален товар врз ликвидноста на компаниите, институциите и граѓаните. И затоа пресметката што ја ставам пред јавноста и вас е следна. 10,8 милиарди евра постоечки јавен долг, плюс 260 милиони нов заем, плюс можни 350 милиони во јуни, плюс евентуално 300 милиони евра преку ЈПДП, плюс 1 милиарда преку преговори со земја членка на НАТО, плюс околу 700 милиони евра доспеани неплатени обврски во стопанството. И тоа е потенцијален јавен и неплатен финансиски товар од околу 13,4 милиарди евра. И моето прашање е дали ја потврдувате или демонтирате оваа пресметка, кои од овие задолжувања се во подготовка,
Затоа што граѓаните имат право да знаат дали Северна Македонија е длабоко навлезена во должничката спирала или владата конечно има план што не се сведува на нов заем за стар проблем. Второ прашање исто така до министерката и се однесува на дефицитот, која открива вистинската состојба на јавните финансии. Јавниот долг е последицата, каматите се цената, но дефицитот е симптом што покажува дека буџетот троши побрзо отколку што собира. А кога тој симптом се повторува од месец во месец, тогаш може да зборуваме само за веќе воспоставен начин на управување со парите на граѓаните. И ќе подсетам, бидејќи се заборава, Законот за буџети поставува цврсто фискално правило. Дефицитот на општата влада не треба да надмине 3% од бруто домашниот производ. Тоа правило е заштитен механизам против политичката самоволност во трошењето на јавни пари. Но буџетот во 2026 година веќе е планиран на дефицит од 3,5% од БДП, значи уште на стартот од годинава владата не се придржуваше кон ова фискално правило. Проблемот е уште посериозен затоа што фискалната стратегија 2027-31 не ја коригира таа патека, туку ја претвора во среднорочна рамка и го нормализира дефицитот како трајна буџетска состојба. И ова значи, пресметките ви ги кажав во вторник, но ако ги видите последните податоци до 26 мај на фискалниот бројач, приходите изнесуваат 139 милиарди денари, односно 36,95% од планот, додека расходите изнесуваат 167,2 милиарди денари или 40,35%. Оваа разлика меѓу приходите и расходите веќе изнесува приближно 29 милиарди. Ако знаеме дека буџетскиот дефицит е 39,2 милиарди евра, тогаш до 26 мај 73% од планираниот дефицит е веќе потрошен. Иначе на 22 мај беше 76, на 15 мај беше 81%, овие денови се подобрил приходот. Дополнително капиталните расходи не можат целосно да бидат алиби за овој дефицит, затоа што знаете каква е состојбата. Гувернерот на Народната банка Трајко Славевски, човек од истата економска политичка провиненција, во интервју отвори можност дека дефицитот може да отиде до 6%. Кога и од таа позиција се појавува предупредување за поголем дефицит, тогаш владата тешко може да ја продава приказната дека фискалната состојба е стабилна и под контрола. И затоа прашувам, дали владата планира ребаланс на буџетот со зголемување на дефицитот? Дали ќе го пробиете веќе планираниот дефицит од 39,2 милиарди денари и дали сценариото за дефицит до 6% е веќе разгледувано во Министерството за финансии? Путија е Третото прашање е за господин Дурмиши. Почитуван, платата е мерка која може да покаже дали работникот може да преживее. Статистичките показатели не гледат колку му останува на граѓанинот и се губи стандардот. Во март 2026 година нето платата беше 48.433 денари, но месечната динамика покажува нешто посложено. Во ноември 2025 платата беше 45.961 денар, во декември 46.859 денари, во јануари таа се намали на 46.617, во септември уште повеќе се намали, додека во март се зголеми на 48.433 денари. Почетокот на 2026 година имаше негативен тренд кој се коригираше само во март. Платите, почитуван, треба да се гледат заедно со цените. Во април трошоците за живот на годишно ниво се зголемени за 5,7%, додека цените на мало 5,5%. Да не навлегувам во детали во различните сектори. Прашањето, бидејќи немаме за на крај. Почитуван министар, дали владата има конкретна политика или конкретни мерки кои ќе обезбедат дека работата да носи добар живот, особено во услови кога минималната плата е под минималната кошница и ова многу потешко ги покрива трошоците за живот. Ви благодарам. Благодарам.
Беа поставени 3 прашања. Првото прашање